екселенции, амбасадори, почитувани колеги, дами и господа, заштитата и напредувањето на слободата на изразување, включително и на правото на глас, односно на избор, како фундаментални уставни и демократски начела, е приоритет на обврска на сите институции, надлежни за спроведување на законите. Без nimалку претерување може да се констатира дека односот на извршната власт и институциите на системот кон овие прашања, меѓу другото, има директна рефлексија врз севкупниот општествен амбиент. Впрочем, за тој однос и за импликациите од него, особено за оние со негативен предзнак, бевме сведоци во оценијата зад нас, кога слободната волја на граѓаните беше дерогирана и суспендирана. За нас сега од исклучително значење е крајно посветено, одговорно и во континуитет да работиме на воспоставување и градење на нормативни стандарди и практики, кои што на сите наши граѓани ќе им овозможат целосно, непречено и слободно ползување на тие уставно загарантирани права. Неспорно е, а тоа го констатираат и резултатите од истражувањето што денеска го промовира ценетиот Институт за правни и политички истражувања, дека во изминативе 2 години низ призмата на организираните и спроведените изборни процеси, а тоа се локалните и председателските избори, како и референдумот, евидентен е значителниот напредок во етаблирањето на високи демократски стандарди во реализација на изборните процеси. Воедно, очигледно е и доследното спроведување на актуелните правни рамки во поглед на изборите и избирачкото право од страна на институциите надлежни за спроведување на законите од оваа област. Тоа се факти кои радуваат, но и кои образуваат. Дотолку повеќе што законските материи не се тотеми, туку живи динамични норми, подложни на промени во постојана интеракција со потребите на општественото живење, независно за која сфера станува збор. Сакам да потенцирам дека ние постојано треба да целиме кон максимализација на нормативната ефикасност. А тоа подразбира стручно и внимателно следење, детерминирање, анализирање на спроведувањето на законите, на законските одредби со сите ефекти и консеквенции. Или во конкретниот случај на изборните процеси и избирачкото право на граѓаните. Од аспект на Министерството за внатрешни работи, односно во поглед на законските обврски во надлежност на полициските служби, би истакнал дека спроведувањето на изборите генерално, како и заштита на обезбедувањето на гласачкото право на електоратот, се приоритетна задача кон која пристапуваме професионално, стручно и се разбира максимално одговорно. Нивната реализација секогаш е резултат на предходни сеопфатни подготовки на службите и на полициските службеници инволвирани во непосредно обезбедување и следење на изборниот процес. Истовремено во координација и соработка со институциите надлежни во сферата на изборите, како и со партнерските меѓународни организации, правиме дополнителни напори во насока на што поквалитетно спроведување на изборите, согласно сите прифатени и признати модерни западни демократски начела и стандарди. Отвореноста за соработка и транспарентноста во тој подготвителен период, но и во текот на самите избори, се манифестира и преку односот кон јавноста и кон граѓанските организации. Тие се повеќе од добредојдени и представуваат наш важен партнер, своевиден лакмус за квалитетот на спроведувањето на законите. Сметам дека наша задача, не само на институциите, туку и на сите други општествени фактори, е и понатаму континуирано да тежнееме и посветено да работиме кон што поквалитетно и пофункционално надградување на нормативните рамки и на сите оперативни механизми кои произлегуваат од. Се разбира, крајна цел за сите треба да биде безпрекорно спроведување на слободни, демократски и фер избори, со слободно изразување на политичката волја на граѓаните со право на глас. Во крајна линија, суштина на секој избор е можноста преку индивидуалниот и тоа слободен чин на секој еден гласач да се дојде до демократски резултат, кој што ќе го изразува јавниот, односно општествениот интерес.
Оттаму очекувам и на денешната средба посветена токму на правната заштита на избирачките права, да се конкретизираат одредени идеи, обсервации и предлози во насока на тамошното квалитетно подобрување на законската рамка од оваа област и секако тоа да го прифатат политичките субјекти и политичките партии, се со цел да имаме изборен процес кој што ќе гарантира висок степен демократичност во Република Северна Македонија. Благодарам.